Përshëndetje të dashur djegës dhe mirë se vini në podcastin ton të sotëm Rishtazi. Sot do të flasim për një çështje që është shumë moderne, e dëgjojmë jashtëzakonisht shumë, sigurisht edhe ju e keni dëgjuar, që ka të bëjë me inteligjencën artificiale ose sa përdoret ajo. Dëgjojmë gjithandej që në fakt ka hyrë në çdo pore të shoqërisë, por do të bëjmë një bisedë që ndoshta është jo tipike, sepse jo për çdo gjë duhet inteligjencë artificiale. Sigurisht edhe ju ndoshta keni dëgjuar që do t'i marr profesionet, shumë profesione do të zhduken, kompani do të fillojnë të përdorin më tepër këtë inteligjencë artificiale dhe do të krijojë ndoshta një disbalans në tregun e punës. Por jo në të gjitha rastet është kështu, dhe për të diskutuar pikërisht për të kundërtën ndoshta disi e asaj që më shumë dëgjojmë, në studio kam kënaqësinë të kem një eksperte, e cila është drejtuese e disa kompanive. Ajo është Silvia Gelovski, me të cilën sigurisht do ta diskutojmë çfarë nënkupton në fakt dhe si duhet përdorur inteligjenca artificiale edhe në biznes, po edhe në jetën e përditshme. Ti благодарам много, što si deo od ovog podcasta. Благодарам многу за поканата, Назим. Пред да почнеме, кажав дека се зборува многу за интелигенцијата, artificial intelligence, AI, толку се зборува што луѓето ако ги слушнеш, ќе кажат дека еве сега нема да има работни места, дека ќе се преземе од овие иновации, од овие технологии, но од друга страна не е секогаш така и треба да се гледа поразлично на ова. Но ево, пред да те прашам конкретно што тоа значи, колку според тебе ова, кога се зборува за AI, во суштина има реално во тоа дека се ќе се преземе сега. И сега сите ние треба да се плашиме дека и вести може некој да чита со AI, па не знам, ќе се припрема и ќе влезе во бизнисот, па се ќе се смени, или треба сепак степ бај степ да се види ова работа? Така, ова е фантастично прашање, ти благодарам, Назим. Да, денеска секаде слушаме за AI, на секоја можна конференција, на секој LinkedIn пост, буквално сме обкружени и бомбардирани со вести и со страв околу AI. И стравот е валиден, секој човек си носи страв, поготово собствениците на бизнисите носат валиден страв. Дали бизнисот ми работи најпродуктивно, најоптимизирано, дали ќе ме прегази AI ерата. Меѓутоа, стравот не е стратегија. Стратегијата почнува со јасна слика. Каде сме ние денеска? И пред да зборуваме за јасната слика и за сликата на компанијата, сакам да потенцирам дека AI е технологија. Значи, технологија која што учи, која што обработува база на податоци и информации и дава предлози. Чии корпонатака се агентите. Нив можеме да ги гледаме како вработени, кои што може да извршуваат задачи и да работат 24/7. Значи, треба во суштина, можеби разговорот да биде помеѓу луѓето, нели, општо во општеството, помеѓу собствениците на бизнесите, дека во суштина се работи за уште една технологија која е понапредна, која треба да се користи во корист на тоа што се работи, а не да се зема како овој страв. Бидејќи има еден хајп, има една идеја денеска дека се мора да се направи AI. Имаат ли притисок бизнесите по секоја цена, не знам, да бидат модерни, да бидат атрактивни, да вклучат ваква технологија? Да, ова многу чисто го гледаме и се служувам дека AI е хајп, меѓутоа има една позитивна вест. Значи, никогаш досега во историјата на човештвото малите и средните предпријатија немале таква предност пред корпорациите. Затоа што AI постои многу време и корпорациите го користат, го имплементираат. Меѓутоа, времето за имплементација и одобрување во корпорациите од секогаш било многу поголемо. По мали и средни предпријатија имаме брзина. Денеска носиме одлука, утре ќе имплементираме. Меѓутоа, брзината е супер моќ со две уштрици. Ако немаме точна дирекција и јасна слика што правиме и каде имплементираме AI, можеме со голема брзина во зид да удриме. И како некој што имплементира вештачка интелигенција, јасно, јавно и одговорно тврдам дека не им треба на сите мали и средни предпријатија AI. Бидејќи чисто се случува да дојдат фирми и да речат Силви, сакаме AI агент. Супер, одлично. Меѓутоа, првата реакција не ми е повелете понуда,
прво поставам две прашања. Прво идентификуваме две прашања. Првото е како вие идентификувавте дека ви треба AI? Тоа е клучното прашање. За да откриеме дали компаниите имаат увидено кој проблем, губење на пари, губење на време или потенцијал го има AI за имплементација во бизнисот. Може да е идентификуван влијание на AI за раст на компанијата, за можен импакт. Значи, тоа е првото прашање. Второто е, дали компанијата е воопшто спремна за AI, што е исто интересно прашање. Дали компанијата има инфраструктурата, организацијската структура, чистите база на податоци и организацијска подготвеност на вработени за тој проект да се имплементира. И ова се две клучни прашања. Не почнуваме проект без да се иштиклирани и двете. Едното без другото не функционира. Пред да те прашам за, може би не грешките, но еве недобрите анализи што компаниите, средните, малите компании ги преземаат пред да решат да вложат во AI, дали вработените треба да се плашат? Бидејќи и тука има еден момент каде што таа паника се ствара дека еве сега ќе има AI и сега нема да има работни места. А без работните места, повторно мислам дека не може таа технологија или тој бизнис да се развие, така? Точно и апсолутно точно. Во последните 17 години гледам една шема што се провлекува во секоја можна индустрија. А тоа е следнава. Компанијата оди и купува решение. Некој софтвер, некоја алатка од X причини. Може би ја виделе на LinkedIn, може би конкуренцијата ја има, на конференција ја слушнале. Се купува алатката и се носи во компанијата и им се налага на вработените да ја користат. Значи, алатката е решението, така? И очекуваме решението да не ги реши сите проблеми. И што се случува во најголем дел случаи, вработените не сакаат да ја користат и покажуваат отпор, што е многу реално. Реално е, затоа што вие одите купувате решение и го налагате, го спуштате од узгора кон сите да го користат, без притоа да ги вклучите вработените во самиот процес. Ние, сега може некој ќе рече со овие две прашања што ги поставив, зашто одбиваш клиенти? Не одбивам клиенти. Тоа е суштинско и неопходно за секој бизнес да има успешна, долгорочна и со повратна инвестиција и имплементација, да ги постави тие две прашања и да ги вклучи вработените. Затоа што кога вработените се вклучени во самиот процес на идентификација на проблемот, што треба да го реши софтверот, алатката или AI, многу е помал отпорот. Дури е невидлив отпорот. Го нема отпорот, затоа што вработените влијаеле во креирање на самата солуција. Ние разговараме со вработените, они се во оперативата, знаат што работат, кои им се најголеми проблематики. И значи, идејата е прво треба да се идентификува потребата, ако не проблемот, да кажеме, но потребата и после тоа, да се оди на овој чекор. Колку се свесни според тебе денешните средни мали предпријатија, малите бизниси ова вака да го анализираат? Имаме анализа направена. Во досегашното работење 7 од 10 компании не се спремни за AI. И не се свесни за потребата која што ја имаат со AI. И тоа не е критика. Така се роди идејата за external lens или надворешна леќа, бидејќи понекогаш на компаниите им треба надворешна леќа која што ќе направи целосна дијагностика на компанијата и ќе ги соочи со тоа како е моменталната ситуација, каде имаме шанси за подобрување, каде имаме потенцијални можности за нови приходи и раст и каде е всушност имплементацијата на AI како најсоодветно решение. Но овде морам да застанам уште еднаш, бидејќи се поврзува со тоа во почетокот што го кажавме. Значи, не треба по секоја цена да се има притисок, да се имплементира или да се инвестира во AI, така? Така. Но како експерт, колку често или како да кажам, како компаниите подобро да ја оптимизираат целата ова ситуација? Што треба да направат според тебе? Според мене ние живееме во една ера каде што јасноста е највредната инвестиција што може да ја направат. Јасен статус на својата компанија, каде стоиме ние денеска наспроти конкуренцијата. Бидејќи јасно е, и самиот споменавте, компаниите кои имаат стравот,
дали да имплементираме, дали да не сгази времето, конкуренцијата веќе го прави тоа. Тоа е супер. Меѓутоа, дали знаеме каде ние моментално сме и дали ја имаме организацијската зрелост за да имплементираме таа технологија и да сме понапред од другите, за да имаме навистина успешност во имплементација. И тука доаѓа една алатка што се вика бизнис диагностика, како решение кое што е досега не било никогаш подостапно, да речам. Како тоа се прави, за тие што можеби не знаат? Што би направила ти како експерт, бидејќи ти си експерт во ова поле, со две компании, External Lens, нели тоа што го спомнавме, како изгледа диагностика? Што треба да знаат тие што можеби би сакале да земат ваква помош? Така. Бизнес диагностика е нешто слично на удење на преглед. Сега ќе дам чекор поназад. Чисто се случува компаниите да имаат симптом некој. Опадната продажба, намалени маргини или вработените се заменуваат. И што најчесто се прави? Се зима решение. Ке воведеме, ајде да подобриме продажбата. Ке платиме обука за вработени. Сето тоа е супер. Меѓутоа, кога се работи за бизнес диагностика и бизнес состојба на компанијата, најчесто симптомите покажуваат, индицираат проблем што е неколку слоја подолу. Тоа исто како одите на лекар, му кажувате, докторе, јас имам симптом, ме боли X нешто. Што прави лекарот? Прво ве прегледува, ве прави преглед, ви прави анализи, за да открие што ви и дури тогаш дава терапија. И сега, компаниите најчесто одат во спротивен правец. Наместо прво да ја имплементирате терапијата, што може би е AI, може би не е, прво, најсоодветно е да се направи една крвна слика на компанијата. А тоа е бизнес диагностиката. Што се случува? Влегуваме во компанијата и правиме целосна анализа на податоци, на финансиски податоци, како е продуктивноста, како е профитабилноста, ликвидноста, како се опсегот на работата, целиот оперативен систем, како е организацијска структура, како се носат одлуки, синџирот на набавки, продажба, маркетинг, дистрибуција, можеби девелопмент ако се работи за IT фирма, можеби производство ако се работи за производствена фирма, магазин. Значи, целокупно опфатување на сите овие анализи е крвната слика. Тоа не е се. Потоа одат сите останати испитувања. Ние одиме и работиме со фирмата, со менеджмент, разговараме со вработените. Одиме на терен. Директно, заедно со работа со нив, ние идентификуваме и правиме еден репорт, еве што покажа анализата. Каде стоите вие моментално, како функционира фирмата, што функционира добро, што може да се поправи, нели? Како е планот, еве го репортот, планот за раст, това ви е терапијата. И што е најинтересно, бизнес диагностиката некогаш јавува и работи кои што не ги очекувавме. Јавува потенцијални можности за нови приходи, за нов раст. Меѓутоа, како би го знаеле ова, ако не сте направиле детален преглед како стоите, па после да си ставите терапија. Има ли отпор од малите компании да дојде некој од надвор и да ги прави овие анализи? Често гледаме или слушаме, или ми се случило мене да слушам сега консултанти, кај знаат они како јас работам или не ги знаат они деталите. Кој е вашето искуство? Има ли некаков отпор или треба ли да се инсистира на некој начин да се убедат дека во суштина можат да придобијат? Моje лично искуство, јас сум премногу благодарна што секоја досегашно искуство било неверојатно фантастично. Сум наишла на неверојатен соработка и отворено со компаниите, бидејќи исто како кога одите на лекар, ако вие го лажете за симптомите и го лажете за евентуалната сликата, терапијата нема да се одвесува на вашата моментална состојба. Така и во бизнисот. Јас не можам да речам дека не идувам на отпор. Навистина сум благодарна и имам супер соработка со компаниите и дури мислам дека свеста се кренува се повеќе и повеќе во Македонија и многу сум среќна за тоа. Токму тука за свеста,
Често ми се случило да слушам сега тие од надвор, ќе дознаат тајни, ќе дознаат детали што може би сега еден консултант што не е дел од компанијата зошто би ги знаел. Вакви предрасуди не би требало да има, нели? Сепак вие сте професионалци ако ова го правите. Така. И секоја бизнис диагностика и секој ангажман во компанија почнува и нели со правна документација за неоткривање на деловни тајни. Значи во интерес на сите е ние да влеземе во компанијата, да направиме моменталната слика и репортингот, меѓутоа и планот за раст. Ние остануваме и ги имплементираме сите тие терапии кои што треба компанијата да ги постигне и ние со тек на време ние сме дел од компанијата. Ние се радуваме на тоа, значи и нас не е од корис да имаме успешни приказни и да ја кренеме уште повеќе свеста за надворешно влијание и бизнис диагностика за раст на мали и средни предпријатија и нивна модернизација. Ја го спомна успешноста и растот. Може ли примери да речеме кога требало или кога не требало да се користи AI и како се тоа, нели, било позитивно за компаниите? Имам доста примери сега во моментот да идентификувам кои да ги споделам. Позитивен секако сме имале, затоа се роди WinHeart како потребата на идентификувани процеси и голем опсек на работа, кој што компанијата не можеше да го обслужи и затоа изградивме агент кој што го имплементиравме. И тоа го имплементиравме откако процесите ги оптимизиравме, работењето го установивме и дури тогаш, нели, ова дојде како буст на самата компанија. Сме имале многу успешни приказни каде што воопшто не сме имплементирале AI. Пример, имавме производствена компанија каде што неколку сектори си работеа во изолација. Меѓутоа нема никаква меѓусекторска комуникација. Тоа влијаеше на самиот бизнес. Прво што направивме, ги средивме, една од работите што ги направивме, ги средивме процесите помеѓу производство, набавка и продажба. Затоа што сето тоа постоеше само на хартија. Ги средивме процесите и комуникацијските односи помеѓу секторите, ги оптимизиравме и ги дигитализиравме. Значи до тука застанавме. И го меревме тоа. Самото ова поправка, нели, диагностиката што покажала дека е можен проблем, хипотезата што потврдила, нели, што се случува во компанијата, ние го имплементиравме фиксот и решението и видовме 25% зголемена продажба. И тука сме супер, тука сме во процес на имплементација. Може би ќе имплементираме AI како следен чекор, да имаме, нели, предвидувања подобри, додатни функционалности. Меѓутоа, за сега сме супер, не ни треба AI тука. Но, баш за овој момент имам куриозитет. Бизнисот бараше по секоја цена AI, значи тоа беше идејата, тоа е тој притисок што мора да имаме за да бидеме поуспешни. И после се изненадија ли тие кога видоа дека не по секоја цена треба да се направи инвестиција која може би не е потребна? Да, имаме неколку такви примери. Имавме пример од еден собственик кој што всушност сакаше AI или некој модерен софтвер за да го оптимизира своето време во компанијата и како неговото инволвирање во компанијата. И рековме, окей, ајде да видиме. Направивме диагностика и увидовме дека собственикот е вклучен во 71% од донесување на сите можни одлуки во компанијата. Дека самиот собственик е всушност тесното грло во компанијата. Што направивме? Како план за имплементација направивме целосна реструктура на организацијска реструктура. Со матрица на донесување одлуки, идентификување и поставување на правилните луѓе на правилните места, процеси, индикатори, седевме со компанијата на управни одбори, ги водевме низ тоа како се држат управни одбори, кои се KPIs индикатори, како стратегијата и визијата на компанијата ќе ја врземе долгорочно, како секој можен вработен од компанијата придонесува кон тоа. Кога сето тоа го оптимизиравме, ние немаше потреба да имплементираме ништо AI, затоа што на собственикот се ослободи од оперативата и тоа плюс го меревме колку од неговото време е вклучено во стратешко управување на компанијата, а не оперативно, и бројките рипна од 12% на повеќе од 55%.
И тоа не е се. Значи, тоа си имаше ланчано подобрување на сите можни департменти и на целокупното работење во компанијата. Значи, ние правиме диагностика, правиме имплементација и потоа се завраќаме да видиме дали функционира или дали треба некое подобрување или аџасмент. Без основа на тоа, нели, крајната цел на собственикот ја постигнавме. Меѓутоа немаше потреба од никаков AI тука. Но на крај собственикот сфати дека колку е битно да се ангажира експерт, консултант пред да се донесе одлука дали да се инвестира или не. Што би им рекол на тие, еве, од ова искуство, што може би се мислат или не знаат, колку е битно да се ангажира еден ваков консултант? Често се мисли дека како за другите инвестиции, може би оваа инвестиција не е потребна, бидејќи има таков момент каде што човекот, кога се ангажира човек, се мисли дека не е баш соодветна инвестиција. Но според искуството, што би им рекол на тие, колку е битно да се има еден ваков консултант за технологии кои може би еве не ги знаат сите? Така. Може би звучи контрадикторно, не фрлете пари на технологија. Значи, тоа ми е првата препорака. Не фрлете пари без да идентификувате дали навистина ви треба. Без да направите јасна слика. Не мора тоа да сме ние консултантите, нели, од тука, може да е било која фирма, може да е било кој. Меѓутоа, практиката покажува дека кога сме внатре во оперативата, внатре во процесите, внатре во секојдневното работење, имаме слепи точки. Исто како кога возиме кола. Имаме слеп агол кој што никогаш не го гледаме. Исто, нели, има една метафора во шишото, кога сте внатре во шишото, не може да прочитате етикетата што е однадвор, така? Да. И не штити да имате еден поглед однадвор, бидејќи една е сликата што имат вработените внатре во компанијата, што се во оперативата секојдневно. Една е сликата на менаџментот и на управниот одбор и на собственикот. Меѓутоа, надворешната слика некогаш е иста, некогаш не е. Тоа е склоп на сите овие работи заедно. Да, затоа еден поглед однадвор, нели, тоа ленсот што викате, во суштина може да помогне, но кога се имплементираат овие технологии или инвестиции, сепак се зборува за трошоци. И тоа е битно за тој што сака да инвестира. Но дали има скриени трошоци ако се реши да се имплементира AI? Ова е многу интересно прашање и буквално ниту еден продажен агент нема да ви го одговори. Предплатата за AI е најефтиниот трошок. Тоа ќе ви го кажам. Најефтиниот трошок е преплатата. Кои се другите скриени трошоци? За вие да имплементирате, како што претходно зборевме, да имплементирате успешно AI, ви треба компаниска инфраструктура. Дали ја имаме или ја немаме? Дали треба тоа прво да ја правиме? Дали процесите се јасно, конкретно, добро дефинирани? Или треба тоа прво да ги дефинираме? Дали вработените се спремни или не се спремни? Дали треба да ги обучиме прво? Да имаме некој capacity building, креирање на капацитети, па пак уште една обука за AI треба да направиме или не? Дали се знаеме кој одлучува и до каде одлучува? Бидејќи AI не може да замени менаџер што не може да донесе одлука. Лошо расудување, лоша одлука. Значи, човечкиот елемент мора да се има предвид. Да. Често за рационализација може би еве се мисли, нели, така и го почнавме овој разговор на некој начин. И јас сум малце мислам ме интересира овој дел, бидејќи нели се зборува тоа AI, сега ќе ги замене луѓето вработените и сето тоа, но во суштина еве слушаме дека тоа треба добро да се смисли, ама може и да се случи да се инвестира во AI и тоа да ствара проблеми, нели, да има како да кажам, ситуации каде што може да биде покомплексно во работењето, нели? Така. Да, има дефинитивно има и такви ситуации. Сме имали и ситуации на пропаднати проекти кои што доаѓаат, нели, за исправка или за нова технологија. И при анализата никогаш не е технологијата проблемот, искрено да ви кажам. Технологијата како технологија си постои и е тука. И сега, што е можен проблем? Можен проблем е нечиста база на податоци. Дали вие имате чиста и соодветна база на податоци на која што ќе работи таа технологија? Ако сакате да работи кастом по информации само на вашата компанија, треба да ги имате тие податоци. И сите овие други работи што претходно ги рековме. Ако е скршен процесот
AI само ќе го убрза и уште повише ќе ви дава лоши информации и лош процес. Вие сакате да се одглавите од оператива, да го скратите времето за работа и си викате ќе имплементираме AI, меѓутоа ако вие базата, фондацијата не ја средите прво, што е чекорот претходно, AI само ќе ви направи уште поголем хаос. Затоа, велам, иднината, сите викаат иднината е AI. Иднината не е AI само по себе. Иднината е кај оние компании кои што ќе разберат како да направат организацијска зрелост, што ќе ја земе AI и ќе ја користи за да бидне понапред од сите други со оваа технологија, која што ќе има солиден кор, фондација или база. Епа баш кога зборуваме за овој момент, и целто е хајп и што се зборува за AI и притисокот што можеби компаниите го имаат, да изгледат модерни, да бидат модерни, од друга страна сите овие стравови на вработените. Логичко прашање што ми доаѓа е сепак овие средни мали предпријатија немаат многу можности за инвестирање, лимитирани се во нивните буџети. Па што според тебе каде би требало побрзо или прво да инвестираат во луѓе, во процеси, во дигитализација или во AI? Назим, вие веќе го одговоривте прашањето во самото прашање. Но сепак нели. Баш во тој редослед. Луѓе, процеси, оптимизација, дигитализација. Или дигитализација, па оптимизација и автоматизација. Како да се објасни ова сликовито, бидејќи, мислам, логиката мене ми вика дека ти можеш да го имаш компјутерот, ама ако немаш човек кој ќе го користи, вака посликовито, ќе ти стои компјутерот сам за себе или можеби минимално ќе се користи. Значи мора да се почне од луѓето. Го сфаќаат ли овие според вашето искуство овој редослед, овие бизнисмени или тие компании што со кого си комуницирала до сега? Да, како што споменав, свесноста се повеќе расте и сритна сум за тоа што и Македонија ги достигнува и другите земји во светот и во Европа. Токму затоа и ние некако процесот така го направивме. Ке речете, одбиваме клиенти, меѓутоа ние сакаме да ги угасиме можните проекти кои што нема да носат повратна инвестиција и нема да имаат реален импакт за компанијата. Затоа што? Ако вие немате, имате јасен процес, губите време, AI ќе ви помогне. Ако имате голем обем на работа, вработените не можат да го постигнат, AI ќе ви помогне. Ако имате солидна база, сакате да скалирате, AI ќе ви помогне. Сакате да имате солидна база, супер ви е направена структурата, бизнес оперативата ви е оптимизирана, да, AI ќе ви помогне, ќе скалирате. Ќе одите на нови пазари, подобра понуда, ќе дојдете до повеќе клиенти. Меѓутоа, за најголем дел од другите работи, вие само фрлате пари за да компанијата ви изгледа иновативно, а всушност не е иновативна. Затоа што ако нема реални бројки да стојат позади потребата, реални бројка да има, зошто го правиме ова, што сакаме да постигнеме? Да не е врз основа на емоција или инстинкт. Тоа не е стратегија. Или тренд, нели, бидејќи е сега модерно, да, па може и тоа да. Но на крај имам уште само едно прашање, мислам вака општо, ако збирно ве прашувам на еден собственик, што би му рекол? Што треба прво да презема? Мислам дека ова е солидно прашање во контекст на тоа што зборувавме до сега. Што би им рекол на собствениците? Би им рекла дека јасноста е највредната инвестиција во денешно време. Знам дека сите имаме страв и дека го имаме тој потаен страв што ќе направи AI за нас и за нашиот бизнис, меѓутоа пред да почнеме со AI, пред да почнеме со било каква автоматизација, дигитална трансформација или дигитализација, основото е јасност. Јасноста е највредна. Јасноста ќе ве постави пред другите. Јасноста е највредната инвестиција. Дали вие може да си дозволите да не знаете што се случува во вашиот бизнис и кои се потенцијалите? Тоа би ми бил одговорот.
А јасноста никогаш не била подостапна. Да, и нели ова што без некој што може би од надвор понекогаш ги гледа ситуациите подобри. На крај ти сама користиш AI? Еве мене ми се случува сега, ама читам многу често дека има уште една алатка. Сепак јас не сум бизнис собственик или компанија, но ни помага. Колку често ти се случува да користиш AI? Би лажала ако речам дека не користам. Користам AI, меѓутоа во исто време истражувам многу. Затоа што тоа што функционирало и функционираше во декември и беше најпрепорачана алатка, например, не функционира денеска. И затоа и на компаниите им треба некој што ги следи сите трендови и прави анализи постојано, за да им каже што е моменталното нешто што ќе им заврши работа. А не било што го гледаме на интернет, да го купиме и да го ставиме во компанијата и да се надеваме дека ќе успее и дека ќе ни реши проблемот. Да, и секако ова лично што го користиме, не значи дека е исто како во компанија, нели? Апсолутно. ChatGPT е тоа што можеби луѓето вака го сеќаваат или кога се зборува за овие теми, но има толку куп алатки, затоа треба да знаат точно што и како да користат. Ти благодарам многу за овој разговор. Се надевам дека бевме интересни и мислам дека помогнавме, бидејќи еве овој хајп мора по секоја цена да има AI, не мора да значи дека е точно, ама не мора да значи дека и не треба. И ова треба да го кажеме, ова не е повик дека не треба технологиите да се користат, но да бидеме предпазливи што и како. Точно, токму така. Благодарам многу, Назим, за поканата, ми беше задоволство да разговарам со Да, тебе. исто и мене, и се надевам дека ќе те имаме повторно тука за други теми од твојот обем. Ти благодарам многу. Даш Диекас, кту подпомбилим кта бисед, кта подкаст, пăни тем, сич таша да на филим, че дошта дукат јо типике, джит фокуси оште интелигенца артифицијале, по јо, ја на диса расте, duhet parë se kur duhet përdorur për të qenë më me benefite. Deri në podcastin e radhës, nga unë Azim Rashidi, miru pafsh.